Да, може почнем. Да, добар ден. Целта на денешната пресконференција е да објавиме дека од оваа година и Македонија се приклучува во одбележување на Светскиот ден за борба против родителско отуѓување на децата. Се приклучуваме затоа што и во Македонија овој проблем постои, и во Македонија овој проблем е масовен, и веќе подолго време ништо не се случува околу тоа, па затоа решивме да ја кренеме јавната свест на сите кои што се засегнати околу ова, но и на државните институции кои што е време да преземат нешто. Родителско отуѓување, само да објаснам за јавност, е тешка форма на манипулација и злоупотреба на децата. Тоа е отфрлање на едниот родител од страна на детето како резултат на организирано влијание за тоа да се случи од страна на другиот родител. И во светот е препознаено како тип на манипулација и злоупотреба на децата, додека кај нас ниту е препознаено, ниту пак е казниво. Затоа, бидејќи забележуваме две тенденции: прво, дека од една страна се повеќе се зголемува бројот на деца кои што се засегнати од ваквата манипулација, и второ, дека државата, иако подолго време укажуваме ова, не прави ништо, решивме да го направиме овој настан од јавен карактер и со тоа да се приклучиме на сличната борба која што се води во други држави, а особено во другите балкански држави. Би сакал само да кажам дека има доста и луѓе, бидејќи нормално децата не можат да излезат на собир, има доста родители кои што се засегнати од ова, и би сакал да ги повикам сите тие да дојдат пред собрание во среда на 25 април во 17:30 часот, за да заедно испратиме порака дека не сме ние родителите криви што ова ни се случува, не се криви ни децата, крив е системот, и заедно да побараме од државните органи, од собрание да побараме да се покрене подитно јавна расправа на темата, со цел да се започне процесот за менување на закон за семејство, а од влада да побараме да почне да се менува праксата дури пред да се смени законот, бидејќи долги години ништо не се случува, а крајно време е нешто да се преземе за да ваквата манипулација со децата престане, бидејќи, верувајте, тоа ќе ви го потврдат и стручни лица кои што работат со деца. Ваквата манипулација остава трајни последици врз децата и ова не е само прашање на однос помеѓу деца и родител, ова е прашање на здравјето на сите идни генерации. Благодарам. Првата детска амбасада во светот Мегеши од самиот почеток ја поддржува иницијативата со една благородна намера децата да остваруваат контакт подеднакво со двата родители и по развод на поранешните партнери, кои треба да разберат дека со разводот не престанува и одговорноста кон децата за нивниот правилен раст, развој, воспитување, грижа. Ги поканувам граѓаните, родителите, поширокото семејство кои патат што не можат да остварат заедничко видување на децата и по развод, да дојдат пред собрание. Имаме намера да доставиме законски измени, дополни закон за семејство до собранието на Република Македонија. Лобираме да се направи јавна или надзорна расправа и секако да се сменат протоколите, иако двата родители, ако се договорат, може да се оствари родителското право подеднакво и по развод. Многу често се случува едниот родител да биде со полн капацитет, би рекол, старател, главен, а вториот има само право на видување, што најчесто не трпи само детето при ваквата одлука на Центарот социјална работа, туку и поширокото семејство не може да си го види своето внуче. Иницијативата, како што кажав, ја поддржувам уште 2015 и очекуваме собранието на Република Македонија наскоро да сите претеници со нив имаме остварено контакт, ни ја поддржат оваа иницијатива и биде предлог од сите претеници, затоа што сите на одреден начин ги засегаат состојбите кои, како што каже Наум, најчесто се случува отуѓување на детето од еден од родителот. Значи, со досегашната пракса
едниот родител и детето секогаш се жртви на системот. Значи детето не може подеднакво да оствари квалитетно право на видување со двата родители, ниту пак еден од родителите може да оствари еднакво родителство со другиот после развод. Морам да се оградам, не важи ова наша поддршка за насилници и родители, независно дали се мајки или татковци, кои во досегашната пракса пред да се разведат вршиле семејно насилство и биле под надзор или пак под прогон на државните институции. Значи станува збор за родители кои договорно се разведуваат, меѓутоа не можат да остварат еднакво родителство и по развод. Во среда, во 17:30 часот, пред Собрание на Република Македонија, ги повикуваме граѓаните да ни дадат поддршка, затоа што ова акција и иницијатива е од најдобар интерес на детето пред се, а потоа и на двата родители, а потоа и на сите во поширокото семејство. Благодарам. Јас сум Наташа Стојчевска, представник и дел од иницијативата за заедничко и одговорно родителство после развод. Јас само на крај би додала дека иницијативата е синоним за љубов. Значи, ние се залагаме за повеќе љубов кон децата, од своите родители подеднакво, од своите роднини, баби, дедовци, тетки, чичковци, вујковци и така натаму. Ве повикуваме, апелираме да дојдете на 25 април во 17:30 да покажеме љубов и да сите заедно без страв да покажеме дека намерите на сите ни се подеднакви, затоа што сите си ги сакаме своите деца, а децата подеднакво не сакаат првенствено своите родители, а потоа семејствата и од страната и на едниот и на другиот родител. Ви благодарам. Прашање? Само да ви кажам, во четврток имаме тркалезна маса во Младински културен центар, каде што практичарите ќе бидат на таа тркалезна маса, центрите социјална работа, оние кои одлучуваат за судбината со право на подеднакво старателство, а за искуства ќе ни кажат Наоми Нотеш. Во иницијативата имаме, значи, членови кои што кон кои има лажни пријави, но исто така имаме и членови кон кои реално пријавувале насилство, меѓутоа системот се оглушил. Системот во целост не функционира. Значи, кога е насилството во прашање, а од нашето искуство за иницијативата, значи, буквално треба секоја една институција која што е инволвирана во процесот на заштита против насилството кон било кого, да биде мобилизирана. Значи, тоа се Министерството за здравство, Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда и најклучниот од сите овие институции, можам словно да кажам дека Министерството за труд и социјала, бидејќи многу информации не излегуваат во правилна насока или нецелосно за финализирање на целата таа поставка. Значи, како што кажа Драги, ние се залагаме за заедничко и одговорно родителство по развод, но имаме исклучоци, а тие исклучоци се токму насилните родители, за кои што е докажано, значи, насилство и останатите неподобни родители. Значи, ние ќе се залагаме во тој правец и тие проблеми кои што ги имаме воочено од досегашната наша работа и од досегашното искуство на членовите на иницијативата, да ги да се обидеме, да сугерираме на државните институции да се регулираат онака како што би требало да биде за позитивен исход на секој дом и секое семејство и секое дете посекако.
И само да одговорам по-конкретно на вашето прашање, едно од нашите барања на иницијативата е дека лажните пријави за наследство, педофилија или за други злоупотреби на децата треба да бидат основа за одземање на родителското право на оној што лажно пријавува. Бидејќи овие лажни пријави земаат замав, гледам и од други држави дека лажните пријави се всушност средство да се избегне заедничкото родителство дури и кога законот тоа ќе го предвиди. Така да, бидејќи гледаме од другите држави што треба да се направи, ги гледаме грешките таму, кога ќе се имплементираат промените кај нас, треба да се имплементира и ова. Значи, треба да им се застане на патот на лажните пријави. Дали имате уште некое прашање? Имам до мајка и дете порталот прашање. Како го доживувате вашата фотографија каде што мајка со дете прегазува татко и се најавува настанот за 25-ти? Како илустрација, да. Отуѓување. Кога се договаравме за предсобрание, ние направивме трансформација на настанот во името. Значи, ние се фокусираме како организација повеќе кон детето и затоа рековме има отуѓување на детето од родителите. Затоа што родителите пред се фокусот му е да оствари родителско право. Меѓутоа, уште позначено е детето да оствари право да има комуникација со двата родители. Тоа впрочем е и една од главните препораки на Комитетот за правата на детето, дека секогаш таму каде што има услови, подобни услови од двата родители, волја, капацитет, можности, да се практикува заеднички одговор на родителство пред развод, секако исклучок како што нагласивме неколку пати, насилниците родители, родители кои се под истрага, и кои се занимаваат со одредени дејности кои негативно ќе влијат на развојот на детето. Добро, ви благодарам за тоа што не проследивте и ве очекуваме во среда во 17:30 пред собрание.